Денес е прв ден од полагање на државната матура. Се полага мајчиниот јазик. Со мене е заменик министерот за образование и наука, господинот Спиро Ристевски, како и директорката на гимназијата Јосип Броз Тито, Тања Дуева. Министре, која генерација поред е ова, кои што полагаат државна матура и преполни се училниците, на што велат бројките, колку ученици полагаат државна матура? Ова е девета генерација на ученици средношколци кои што полагаат државна матура. Некаде приближно 17.000 ученици на територија на цела Република Македонија денеска го полагаат првиот екстерен испит од државната матура, бидејќи таа се состои од 3 екстерни и 1 интерен. Испит денеска полагаат мајчин јазик, врз основа на информациите кои што ги добив од државниот испитен центар. Државната матура секаде во сите средни училишта денеска се започна во предвидениот временски рок, значи во 10 часот се спроведува согласно правилата во период од 4 часа до 14 часот сите треба да завршат, така да јас во оваа прилика им посакувам многу успех на учениците, им посакувам одлични резултати на државната матура, затоа што потоа од резултатот од државната матура покрај просеците ќе зависи и можноста за избор и упис на високообразовните установи, односно на факултетите. Така, споменавте високообразовните установи, факултетите. Ајде да напел до сите ученици, каде најмногу има потреба за упис, во кој сектор имаме дефицит, кој сектор треба да се пополни најмногу? Па ние во голем број наврати во изминатите посебно неколку години интензивно се обидуваме да објасниме и да промовираме на еден начин и низ бројки да го докажеме фактот дека уписот на техничките струки, односно на факултетите кои што нудат техничко образование, се оние кои што на еден начин обезбедуваат многу поголема сигурност во делот на обезбедувањето на идните работни места, бидејќи и самиот пазар на труд укажува на тоа дека е неопходно што повеќе дипломирани студенти од техничките факултети. Од друга страна има се поголем суфицит на кадар кој што завршува на општествените струки, така да во оваа прилика уште еднаш би искористил да апелирам сите потенцијални студенти, значи новата генерација на средношколците кои што сега завршуваат, односно новата генерација студенти, да разгледаат и да се заинтересираат повеќе за техничките струки. Министре, се одвива според планираното, ова е девета генерација, мене ме интересира кои се вашите очекувања оваа година. Па искрено верувам дека во капацитетот на нашите ученици сепак станува збор за една исклучително квалитетна генерација врз основа на податоците кои што ги анализиравме изминатиот период во делот на оценките со кои што тие во моментов располагаат во електронскиот дневник. Очекувам добар резултат и повторно уште еднаш би сакал да посакам успех на секој еден ученик кој што денеска полага државна матура. Ви благодарам, ќе искористам директорката само како што најави министерот, се одвива според планираното. Вие најдобро ја познавате оваа генерација, што очекувате вие? Искрено, прималку спомена и заменикот министер дека навистина јас се надевам на една добра, не добра, можеби одлична генерација, барем јас можам да зборувам за оваа генерација која во моментов полага, значи тече процесот на полагање на мајчиниот јазик и најискрено се надевам на високи резултати, па со успех.